Пред лансирањето на Круз Авео беше најпродаваниот Chevrolet. Новата генерација во продажба ќе се најде во текот на летните месеци, а кај нас премиерата е закажана во септември. Во потполна иста форма и мотори ќе се продава во Соединетите Американски држави под името Sonic. Авео ќе се понуди како хеджбек и седан, а двете верзии се одликуваат со добри возни својства, спортски дизајн, просторност како и економичност. Овие атрибути се важни за младата популација која е прва на списокот на потенцијалните купувачи. Дека не се работи за темелен редизајн покажуваат техничките податоци. Новиот Авео е поставен на ново подвозје, има нова структура на каросеријата, детално е променет изгледот на кабината и нејзината внатрешност и на крај, познатата палета мотори е дотерана да ја намали потрошувачката. Спортскиот екстериер е направен за младите и оние што така се чувствуваат. Ова се однесува за двете верзии, но особено за хеджбекот со 5 врати, каде најдобро се истакнуваат агресивните, но течни линии на каросеријата. Од друга страна, потполно новата седан верзија има чувство на зрелост и наменета е на младите семејства. Во внатрешноста на Авео има две клучни решенија. Првото е инструмент таблата, во голема мерка превземена од Chevrolet Corvette, и второто е заобленавста на предната конзола која започнува од инструментите и завршува во совозачката врата. Насекаде во кабината има простор за одлагање на помали предмети, а во двојната сопатничка касета има USB влез. Инаку, во внатрешноста има доволно простор за 4 патници, а седан верзијата има 502 литрен багажник. Линијата на бензински мотори е во распон од 70 до 115 коњи. Тука се вклучуваат двете верзии на 1,2 литрениот мотор од 70 и 86 коњи, потоа 1,4 литрениот со 100 коњи и најсилниот двигател со 115 коњски сили и 1,6 литри за фатнина. За последниот се нуди 6-степен автоматски менувач. Дизелските мотори ќе се вградуваат од септември и ќе бидат од генерацијата 1,3 CDTI. Според производителот, просечната потрошувачка се движи од 5,1 до 6,6 литри. Авео припаѓа во субкомпактниот сегмент на автомобили. При купување на возило од овој сегмент кај купувачите главната улога имаат рационалноста и цената. Иако се уште не се објавени, може да очекуваме дека продажната цена ќе се движи во рамките од 8 до 12.000 евра.